Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу. Како што некои од вас веќе забележаа, вистината си го наоѓа својот пат. И фронтот против неразумните барања од Софија кон Македонија се зголемува. Да не се шокирате. Не станува збор за тоа дека Венко, ослободителот на медиуми, се вразумил. Туку, луѓето на кои резигнирано им се обратија од СДСМ со соопштението и тили си немечка, го пробија планот на бугарските политичари. Кој не видел, еве, нека види. Ова се случи на 10 јуни годинава. Едно подолго парче, ама за да ја сватите целата суштина. Геровски велеше дека практично у самиот протокол се содржи тоа дека мора Македонија за да стане полноправна членка на Европската унија да заврши со работа историската комисија. Васко Бобетрески имаше одлично објаснување во кое што и самата семантика на текстот од протоколот ја коментираше дека се работи за зборот охрабрува кој што нема никаков обврзувачки статус. И во право е. Марко Трошановски, професорот, па на Твитер имаше сосема различно размислување во кое што тој вели охрабрува со дипломатски речник е меко обврзувачки. Односно, значи обврзувачки, но со дипломатски речник, еве да го речеме. Но тоа е сосема небитно, таа дебата. Кај нас у Македонија што се води. Што е битно? Битно е што подразбира бугарската страна со тој протокол. Очигледно е дека на господјата Силјановска е посочено од страна на Јотова дека Македонија нема да стане членка на Европската унија се додека не заврши со работа историската комисија. Дај уште еднаш кога да го видиме видеото од Силјановска, па еви јавни гани го чекам со коментари сите кои што имаат различно размислување. Ги чувме нивните позиции, еве јас за почеток, за да им дадам шанса на разговорите, на преговорите и на диалогот, за да не останам на монолог, само ќе кажам дека едно на обајцата ни стана јасно. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. И значи не е доставањето само на бугарите во уставот. Ако е заставањето на бугарите во уставот, мислам, не знам дали приметувате, меѓутоа моабетот дај да ги ставиме бугарите во уставот ја прифати веројатно чим веќе почнаа ваква дипломатска активност и председателката и владата, тоа значи чим почнале ваква дипломатска активност, тоа значи дека они веќе ја прифатиле. Го имаат прифатено барањето да ги стават бугарите во уставот, меѓутоа сега одат пред да, нели, евентуално да се случи тоа ставање на бугари во устав, они имаат дипломатска активност за да се договорат деталите околу тоа. И сега гледате чим они прифатиле, они вие викаат да, ама вие не сте само бугарите во уставот. Така да, ова значи дека Мицкоски беше во право. Тоа е тоа. Не само бугарите уставот. Сад да слушнете пак. Ај пушти ја Гордана Силјановска пак. Ги чувме нивните позиции, еве јас за почеток, за да им дадам шанса на разговорите, на преговорите и на диалогот, за да не останам на монолог, само ќе кажам дека едно на обајцата ни стана јасно. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Значи дека ако ги ставиме бугарите во уставот, формално ќе треба да ги започнеме преговорите, меѓутоа таа формалност ќе значи дека ништо друго не сме направиле. Сме ги ставиле бугарите во уставот и од таму па натака ние нема да напредуваме на европскиот пат, бидејќи они ќе ни ставаат вето при секое затварање или отварање на поглавијата, ќе ни ставаат вето со
заради измислени причини. Реалната причина ќе биде они нема да се согласуваат со некоја одлука на историската комисија или со некоја дебата во историската комисија. Во меѓувреме ќе донесат закон со кој што ќе ограничат државјанство, бугарско државјанство не може да биде двојно, ќе може да имаш само бугарско и ниедно друго. Па ќе бидат нашите иматели на бугарски државјанства да се определат за едно од двете, македонско или бугарско ќе задржат, па ќе треба да се откажат од едно од двете државјанства. Многу голема е веројатноста дека голем дел од луѓето што имаат бугарски државјанства во Македонија ќе се откажат од македонското за да го задржат бугарското. Меѓутоа во тој случај од 250-60.000 бугарски државјанства претпоставувам дека 200.000 ќе се откажат, меѓутоа 50.000 нема да се откажат. Па бугарите ќе речат, видите, вие имате 50.000 бугари во Македонија со наши државјанства, а не со двојни. Во тој случај ќе ти рече, согласно законот за права на малцински заедници, они се дискриминирани бидејќи они ги немаат телевизија, национална телевизија на МРТ, немаат, бугарски јазик во основно образование, немаат други некои права кои што се основни, например, таа ќе ти зборат. Тоа потоа ќе биде проблем во смисла на исполнување на Копенхашки критериуми, па потоа тоа они ќе го европеизираат ова прашање, ќе речат, видете, имаат они 50.000 одека, а не им даваат програма на бугарски јазик на МРТВ, па тоа ќе стане проблем на неисполнување на Копенхашки критериуми, па Европската унија потоа пак нас ќе не притиска, ќе ни вика, видете, Бугарија има право, има 50.000 луѓе таму со државјанства, вие не им давате ваква програма, па после ќе бидеме предмет на други барања и така натака, додека ние не останеме, како да кажам, не останеме обезличени. И тоа е тоа. Тактиката на бугарската држава е оваа. Значи, да не постои Македонија. Прво да ги ставиме бугарите во уставот. Кога ќе ги ставиме бугарите во уставот, тогаш они ќе донесат закон со кој што викаат државјанство може да има само едно, или бугарско, или било кое друго. Тоа значи дека нашите ќе мора да се откажат од едно, 50 до 100.000 ќе останат со бугарско, ќе се откажат од македонското. Од било какви причини. Кога ќе останат 50 до 100.000 со такво, тие ќе живеат во Македонија, бугарите ќе речат се дајте им ги овие права, а ако не им ги дадеме, не ги исполнуваме Копенхашките критериуми. Тоа е тактиката. Ова е тактиката. Да одговорам за оваа тактика, еве им на Радев, на Јотова и на сите останати. Бидејќи ја знаеме тактиката. Се приклучувам на честитките. Пушти го Мичо да честита. За Радев и Јотова. Овие експлицитни гестикулации на редакцијата на Инфомакс ги толкувам можеби како ослободување на наталожена енергија. А ако редовно со години како ние тука ги следиме процесите и ги коментираме отворено и со аргументи, постојано фигуративно покажувајќи го најдолгиот прст кон обидите за демакедонизација и, што би рекол Радев, ребугаризација на нашиот идентитет. Таа енергија тука се ослободува постепено и континуирано, па не е нужно и физички да се гестикулира по овој начин, но работите секако што се. Добро е што Македонскиот народен фронт се зголемува. Но овие гестикулации предизвикаа и реакции. Па така, еден пратеник од партијата Возраждане побара за ова на Мечка и Мичо да им била изречена забрана за влез во земјите на Шенген зоната. Двама македонски јутубери од Северна Македонија са показали средни пръсти на Румен Радев, Јотова и всички останали, както те казват, в ефир е станало това нещо. И ние от Възраждане настояваме Външно министерство да реагира най-сетне, защото до момента няма никаква реакция от страна на Външно министерство. Не само, че трябва да реагира, аз като председател на Комисията по политиките за българите извън страната ще пусна официално писмо до Външно министерство с настояване да бъдат наложени черни печати на тези двама северомакедонски граждани, черни печати за шенгенското пространство. И нещо повече, това, което очакваме е да има присъди спрямо тях. Защото нека да направим сравнение. Българина Драги Каров, също от същата държава, така наречената Северна Македония, е осъден на 1 година
условно с 3 години изпитателен срок за коментари във Фейсбук. Ете, тоа се аргументите. Непримерната гестикулација за него била доволна причина за црн печат за Шенген, а Драги Каров од Велес го посочи како пример на репресиран бугарин поради коментар на Фейсбук. Подсетување сега пак на фрагменти од ликот и делото на господинот Каров. Више, Заев е од Струмец, од целото Муртино. Од целото Муртино. Можда он искаше до челото да направи нешто добро с Българија. И ние тука българите се надеваме. Од неговиот дедо на баща му, татко му бил многу добар българин, многу голем български националист. И веројатно имаше и в него нешто останато од дедо му. Кој е истинското положение на българите в Република Северна Македонија? Од ние тука българите в Македонија се осештаме също като евреите што живееле за времето на Хитлер. Македонци сме ние българите, които живееме на територијата на Македонија, албанците, турците. А тие които кажат, че се македонци, тие се македоници, тие се титовисти. Тито го создаде македонизмот, викат дека не ослободиле. Од кому не ослободија? Од кому не ослободи Тито? Тито не пороби, а не ослободи. Како може българската војска да биде окупатор? На која територија българската била војска окупатор? Добро, вие што сте вие? Македонец. Каков македонец? Влашки или македонец? Не, чист македонец. Влашки македонец. 100% македонец. Ти си влашки македонец. И ваа историја ти што кажеш, сигурно е влашка историја. Ти си научил на едно психолошка, болна историја, човек. Ти со воа што ми го читаш, со оваа историја што ми ја читаш, воа ти си за жалење, бе, човек. После ова, господине ти имаш Каров, психичко заболување, бе, човек. Твоја прадедо добива покана. Како Влав бил гркофил. Небеското востание е българи дигнато. Ти работаш за самоманските служби. Македонска нација нема. Македонската нација е создадена после 45-та година. И ова беше малку подолго парче, но чисто како пример, нели, да знаеме за кого се работи. Инаку, во вториот протокол, кој Филипче го игнорира и го негира малтене како механизам, стојат и делови за регулирање на говорот на омраза. Ако денес имавме отворено преговори, два средни прсти можеа да значат сериозен проблем за Македонија. А ако јас па покажам такви два на овој кој ја негира Македонија на македонска национална телевизија и ги навредува сите македонци, тоа може да биде означено како дел од системската репресија, дискриминацијата и точно така уште повеќе говориште на омраза. А на таа тема да подсетам ли на изјавите токму на лидерот на Возраждане, партијата која во својата програма имаше предвидено спојување на Бугарија со Македонија. Не провокативно, тврдо. Какво ще рече това? Казваме ясно и категорично. В Македонија се говори на български език и населението в Македонија, което е славянско, е българско. Точка по въпроса, Македонија е втората българска държава на Балканския полуостров. Точка по въпроса, страната на истината. А истината е, че Македонија е българска, била, е и ще бъде. Втора българска държава на Балканския полуостров, втора българска държава в Европа. Ова не е говор на омраза, нели? Од среде бугарскиот парламент, проследено со аплауз од дел од присутните. И во оваа гама на говор на омраза може да се сместат и огромен дел од изјавите на сегашни високи политичари во Бугарија. Или пак можеби сите во владата и парламентот кои гласале за оние писма и декларации од пред некоја година во кои државата тврди дека Тито ги измислил македонците во 45-та. Па поголема омраза од негирање на правото на постојање и самоопределба нема. Ние не ги негираме комшиите, ние не инсистираме во учебниците нивни да стојат разни квалификации за нивниот идентитет, кои самите за себе си ги кажувале и пред 50 и пред 100 години. Не, ние само бараме да не остават на мира и да не се мразиме. Ама омразата раѓа омраза за жал. Сепак апелирам да ја намалуваме и да аргументираме како луѓе. Излегуваш, кажуваш аргументи и можеби ќе имаш ефект. Сакате ли да ви покажаме на таква битка? Ајде. Една ладна јануарска ноќ, 2025-та. Прво се јавив, па потоа и вонредно влетав во една емисија на Милош и Мечка на Инфомакс. Па започнавме да зборуваме на теми за кои имавме не баш исти мислења.
Тоа изгледаше вака. Бе во возило кон мојот дом и после преслушувањето на YouTube на вечерните вести на некои национални телевизии, бидејќи се подготвував за утрешната емисија, YouTube ми предложи да видам што има во моментот во живо на тешките муабети на Инфомакс. Пуштив и сватив дека во моментот, во истиот момент, Мечка анализира еден мој статус во кој ги исмевам тврдењата дека премиерот Мицкоски не бил во Вашингтон на инаугурацијата на Доналд Трамп. Сакал сега да понатака да продолжам. Иначе Харис Џиновиќ, Богдан, многу добро знаеме дека ни Јани Милош не го слушаме, Харис Џиновиќ го слушаш ти. Значи, ни Јани Милош, ни Филип не го слушаме Харис Џиновиќ, туку Сачувај Боже. Не знам како помислил Александар дека нив им се обраќам, дека го слушале Харис Џиновиќ, а во однос на мене остаричу нечу знати кога сам го Харис заслушати. Напротив, не слушав во моментот ни Харис, ни Џиновиќ, туку слушав тешки муабети. И слушав малку, па решив да завртам телефон и се јавив во живо. Харис Џиновиќ го слушаш ти, ево, Богдан ме бара уживо. Ајмо, Богдан. Ако сака нека дојде. Ајде, Богдан. Ало, Добро вечер. добро вечер. Добро вечер. Уживо си у емисија. Уживо си у емисија. Супер, затоа и се јавив. Па дојди у емисија, уживо. Касно ве фатив, се враќав на кај дома. Од Вашингтон да не се враќа. Шо? Ништо, ајде. Повели. Пред 3 минути ми излезе, кликам в Богдан. Реков мајката. Мајката. Сега ќе вратам после да видам што све сте зборувале, ама еве прилика, реков ако сакате, пошто нели, сега чима ако се Па прозиваме. нека те викне бе, нека те викнат те одиш таму. Да бе, брат. Ајмо. Сакаш да пуштиме со камера уживо? У кола си. Камера ме пуштиш, нели? У кола си. Сега дека Богдан мене не ми е јасно, кај што викаш секоја поддршка од најмокните за нашите исправни ставови и борба наспроти неразумните антимакедонски, антицивилизацијски пречки на нашиот пат е добредојдена, посакувана и неопходна. Така е. Кажи ми сега, кои се тие најмокни кои се тие најмокни кои што ќе дадат поддршка за нашите исправни ставови и борба? Како бе, кои се тие најмокни? Кои се? Сватив дека нема да може да се разбереме по телефон, па дадов предлог или ајде, го прифатив предлогот на Мечка и Мичо да дојдам во емисија вонредно. Предвидите дека не Да, сега ако тие се застани се. Ако менувањето на уставното име е антимакедонски, антицивилизацијски, како го имаш кажано? Мечка, чекај малку. И неразумен, тогаш извини, вие давале поддршка да се промени името, сега што бараме ние од нив? Чекај бе да направиме поинтересно, ви се спијат или не? Не. В кола сум ќе се пуштам, ајде се гледаме за Ајде, се гледаме. Ајде, во емисијата чекаме. Се гледаме. Ајде. Добро, ова можеш да отрнеш, Богдан Илиевски ќе дојде во живо. Наместете уште една камера. Третиот мускетар таа вечер одлучи дека сепак тој нема да дебатира со мене. Во емисијата да си одам, а вие да продолжите Не бе, зошто? Не бе, слободно. камера, па што ќе зборам со него? Не. Партиски мегафон, што да зборам? Добро. Што да зборам Значи, со ние- мегафон? Како сакаш, јас сега... Нека седне тука зборете. Ја и онака не го можам, така што апсолутно не би вкрсил уопште ни муабет со него. Мислам дека нема потреба, нивото, нели, на Најчевска го утврдивме преска, тоа е тоа. Зборува за Мирјана Најчевска, која замина од дебата со Петар Богоевски, мислам баш тој исти ден. И тогаш Филип реши да го повтори, Најчевска потегот, па кога дојдов, замина. Иначе ќе се поздравам со него, нека седне тука и нека збори, нека ламентира што има да каже. Нивото на кое што му е објавено ова статусот, му е ниво за идиоти, партиска машинерија, партиско мелено месо, и они се обраќаат на тие. Нити ме интересира неговиот став, нити статус ме интересира, нити го гледам, нити го читам, нити ми е гајле што ќе каже во емисија, нити па со него ќе влегувам у размена на тези па ова вака ли, она онака ли е. Буквално факов. Добро. За него, Како од и мене. Значи, еве, он нека збори што сака. Океј, Филип. Тоа си е твој, како се вика, тоа е твој став. На вистина, тоа беше негов став. Иако кога дојдов, не се поздрави со мене, а не знаев па дека сме биле воопшто скарани. Не сме биле ни нешто посебно другари, ама па дека ептен толку сме биле скарани, не знаев. Но човек учи додека е жив. Не се. Дојдов, зборувавме на почетокот на вистина едно саат и кусур за инаугурацијата на Трамп и така натака, и после дојдовме на тема уставни измени и сите околности околу тоа. И на таа тема имавме на моменти
спротивставени гледишта. Че да го прецизирам прашањето, он те праша зашто ако велиш дека може името да се врати од кога ќе влеземе во Европска унија, зашто истото не го направиме и со бугарите, не влеземе во Европска унија, па после се што ни направиле не вратиме назад, ако ти тоа го мислиш како идеја. Затоа што влезот потеркот на СДСМ, за кој што сега разговарам, рече зашто не го поддржавме таче. Зашто ако го поддржавме таче и ако овозможевме со променет устав, кој што после ќе повлекуваат малцински права, кој што ги најавил еден Румен Радев, и тие малцински права, разумно е да предпоставиме, не тврдам, разумно е да предпоставиме дека ќе значат следно, дека дури не се променат учебниците по историја во кој што има говор на омраза кон еден конститутивен народ на Република Македонија, бугарите, во кој што учебници стои дека биле фашистички окупатор, дека Гоце Делчев не бил бугарски народен херој, so on. Предпоставка која што морам да кажам дека ти е неточна, затоа што истите права кои што ги имаат и набројаните конститутивни народи ги имаат и ненабројаните, само спаѓаат под други. Да. Значи не смеш ти да навредуваш учебник никого. Тогаш зошто Бугарија инсистира да има уставни промени и да влезе бугарско малцинство во устав? Не знам. Епа, размисли. Не, ама ти викаш права кои што следуваат. Само што ова те молам, Ајде, повели. Ќе се повикам на изјавата на Румен Радев на средбата со представници на Сдруженијата на македонските бугари. И така, започнавме една подолга дебата на темата. Ова не беше политизација, туку во дадениот момент, јануари 2025 година, размена на мислење на важна тема, на која зборувавме уште повеќе, бидејќи беше важно да се зборува и да се аргументира. Бујар Османи викаше да ги внесиме во устав и да отвориме вратата, да име дополнителен механизам преку кој што ќе може да ги прават оние работи кои што за нив се суштината на спорот, од цитатот на кој што се повикав пред малку. Ма не се дополнителен механизам, тоа сакам ти го објаснам. Како не се дополнителен механизам? Па со тоа што француската преговарачка рамка не стои тоа. Не, ама практично дозволи ми сега стои договорот за добрососедство во кој што се комисиите за историја. Ради кој што имавме вето 6 пати. И на крај на ден не знам зашо ми спорите кога заедно бевме на барикади против францускиот предлог. Не, ние сме на барикади против францускиот предлог и денес. Дозволи ми. Ние сме на барикади денес, ние на барикади ќе бидеме и утре. Меѓутоа ти поаѓаш од една пропагандна позиција која што не е заснована на факти. Јас секогаш сум се трудел да поаѓам од позиции кои се засновани на факти. Чисто да спомнам, како што сум и свесен дека е можно пропагандата која доаѓа од некои политички субјекти во Македонија, како на пример денешната опозиција, некогаш и да има свое влијание и да го помати објективното гледиште на работите. Затоа подсетувам и нова легендарна конверзација за некои луѓе, бидејќи опозицијата и ден денес упорно се тврди да ви каже дека црното е бело, но фактите говорат дека и некој кој оставил простор дека можеби некогаш кажуваат точни работи од СДС-то, денес јасно увидел дека тоа на оваа тема воопшто не е така. Барањето за да влезат како посебен народ во уставот е барање на бугарската политичка елита, која што им треба за да прикажат било каква политичка победа во преговорите помеѓу Македонија, Бугарија и Брисел. Мора да покажат било каква политичка победа непосредно пред нивните избори таму. Ова барање е сосема апсолутно несуштинско барање. Но за волја на вистината, текот на времето потврди дека тоа барање е и тоа како суштинско. Едното со другото е комплементарно. Македонија во моментов не попуштат и викат следно. Македонија во моментов не попушта заради популизам. Ќе ги внесиме. Популизмот не уништува. Не верувам во тоа. Добро. Не верувам во тоа. Јас не сум бил на улица за популизам. Не сум бил ја на улица за популизам. Ја може да ти кажам зашто сум изборам дека оваа влада во моментов пред локалните избори нема храброст да ги отпочне преговорите, да го отпочне процесот на ставање на бугари во устав за да не изгуби избори или да не изгуби гласови на локални избори. Што за мене е апсолутно погрешно од проста причина што нас ни бега возот. Нас ни бегат било каква перспектива. Богдан. Самиот рече дека УЕ треба да идеме. Сите сме за подобра перспектива, за европски стандарди, повисоки стандарди. Сите сме да го фатиме возот, фигуративно кажано. Но секој македонец, порано или подоцна, разбира дека кога цената за тоа е непринципиелна, превисока,
мора барем да се потрудиш да ја намалиш, наместо да ја прифакаш со насмевка и рачета награди како Заев и неговите наследници. И впечатоците, гледиштата може и да се менуваат, кога кон фактите и реалната состојба ќе се пристапи објективно и разумно. Румен Радев, кој што не го признаваат пописот во Македонија, официјално. Не знам дали ја знаете тај изјава. Небитно е тоа. Битно е. Битно е, многу е битно. Не го признаваат Европската комисија пописот. го поздрави пописот, така да не. Јас ве Румен водам. Радев е небитен у ситуацијава, поддржал или не, заради тоа што легислативата која што произлегува од пописот се однесува на Македонија. Ама како е небитен А тоа што Румен ќе Радев? каже Румен Радев, тоа е неважно. Како е неважно? Па така е неважно. Како е неважно? Па неважно е тоа што ќе каже Румен Радев, тоа е негова домашна политичка филозофија. Румен Радев си кажува политички приказки, месен наразок што би сакал да кажеш приказки, кои што немаат никаква политичка импликација. Освен вето. Ама какво вето беше? Такво 6 пати вето имаме. Какво вето? Вето, кога ако ние го исполниме условот и почнеме преговори, притисокот ќе биде врз Бугарија, не врз Македонија, ако утре стават вето. Тоа е истото прашање. Ама ние ќе отвориме преговори, Богдан, ние ќе отвориме преговори и Шта се баби снило е ова? Сепак стана јасно дека операциите кои ги спроведуваше Румен Радев беа прилично важни во градењето на бугарската офанзива кон нас. И самиот призна дека тој инсистирал и ги убедувал сите во Европа дека ние треба да го смениме уставот. Па евеа сега неговата изјава од вчера, која е можеби најголема пофалба досега за македонската влада и незината работа во однос на променетото расположение во Европа, кога е во прашање проблемот на Македонија и Бугарија. Когато преди години представлявах България в Съвета на Европейския съюз, бях сам срещу всички. Всички останали държави членки настояваха пред мен един след друг лично, техните лидери, да пуснем Северна Македония, за да може да започне незабавно преговори за членство. Успях да убедя всички тези лидери да променят своето отношение, да осъзнаят проблема, т.е. със спазването на човешките права, за да можем в преговорната рамка да заложим най-справедливото нещо. Вписването на българите в Конституцията и изпълнение на договореностите, особено по вторият протокол от нашето споразумение с Република Северна Македония. Тогава това го отстоях. Сега, когато отидох на първата среща в Черна гора, видях сериозни отстъпления именно в позициите на тези лидери. И сега аз отново трябва да проявявам максимални усилия да ги убедя къде и как трябва да се държи Европа като един общ съюз, така че да отстояваме интересите и правата на всички граждани в този съюз. Тоест има разколебаване в позицията на редица европейски лидери за това време, в което ме нямаше в Европейския съюз за тези години. Някой не си е вършил работата. И сега ще трябва отново да полагаме усилия да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 година, трябва да се спазва. И ще го направим. Румен Радев вели дека влијателни западноевропски лидери започнале да се колебаат во самиот француски предлог. Веројатно меѓу нив и самата Франција. Ама наш Филипче не се колеба, луѓе, него нема да мора да го убедува ништо Румен Радев. Убеден е повеќе од Радев, дека она што бугарите го сакаат мора итно да се спроведе. Ама од друга страна, ова изјава на Радев е чист доказ за успешноста на надворешната политика на владата. Вчера ја даде оваа изјава. И ете што се случува кога се бориш наместо да виткаш кичма или да тонеш во дефетизам. Дали ќе има резултат на крај позитивен? Никој не може да каже. Но дали има смисла и логика борбата? Секогаш. Многу луѓе имаат добри намери. Некогаш со нив се поплочува еден чурук пат. Ама некогаш сите заедно завршуваме на правиот пат. Ова на моменти жестока полемика заврши со заеднички повик. Да живее Македонија. Ја поддржувам Македонија да стане европска држава. Држава на Европска унија. Како ќе стане? Не ме интересира.
Ирелевантно е, јас што Не поддржувам. се согласувам. Тој што е премиер треба да му Како ќе емести. стане европска држава? Ние разговараме, мене ме интересира твојот став. Застани, мац. Во најбрз Сакам може, да знам што размислуваш. Ја размислувам дека Македонија треба да стане земја членка на ЕУ. Во најбрз можен рок, за да не се упропасти Со промена на демографски, устав утре, окей. демографски, економски, не знам како. Океј ли е утре да го сменим Не ме уставот? Ќе не го ме вратиме интересира. после? Не ме интересира. Како рече за името? како Дозволи, не бре. ти? Ќе влезем во На, руки, на вратиме. силова што Не ти го ме кажав како интересира. аргумент. на- Ставот е дека не прифаќаме бугарски Овој учени, став на бараме овој гаранции. став на ова актуелно владеачко мнозинство е нема став. Значи ставот Има, е јасен став. Застани. Ставот е флуиден. Јас Верувам дополнително во ќе напорите. ти додам уште, ја верувам во напорите дека пробуваат да обезбедат гаранции. Ја ти кажувам дека тие гаранции нема да вредат ништо, зашто и на Заев му гарантира дека ќе почнеме преговори со Европска унија кога ќе осменим името, се сменија гарнитури политички во Европска унија, Макрон имаше своја политика и стави вето првично на членството на Македонија. Значи, во Европска Однос на унија. кредибилитетот Значи, нема на гаранции. однос на Значи, кредибилитетот нема на гаранции. Каракка Мишева, Две ако работи сакаш да овде. разговараме, ќе разговараме. Две Не, работи. однос на Значи, незиниот две кредибилитет. работи. нема гаранции, нема промена на преговорачката рамка. Две работи. Дали е веќе и битно кој тоа го направил? Еве, сега сме го направиле, катастрофа се, нека пукнат. Што правиме сега понатаму? Две работи тука. Прво е кредибилитетот на Заев споредено со Мицкоски е водно и Зајчев. Ме му да го вети, цитирам ме. брат. Не, исто е. Остети Ме му му вети. вети, Не, нешто исто е. кажам. исто е. Добро, Добро, ајде. не е исто. А срамота е да ги споредиш. Добро, ајде. Срамота е сега. да ги споредиш. Добро, ајде. Срамота е. Добро, Христијан Стварно е срамота. е најдобар. Дури и ти преска кажа Добро. дека ВМРО имат подобра Добро, бе, политика Бетмен. по национални Не, не, прашања. рекол Кажи сум ми добра кој е политика. чарат? Во суштина јас просто си го слушнав името и ставоите и дојдов. Мене не ми требат особена, не знам, не се чувствувам посебно Да кажеш. храбар затоа што сум дошол, јас имам ставои и сум спремен тие ставои секаде да ги бранам. Дури и во атмосфера кога вие зборувате на француски, јас на шпански, нели? Нема проблем. Слишни се. Тоа е мое мислење. Тоа е мое мислење и јас си го бранам моето мислење. На крај, at the end of the day, времето ќе покажи какви се резултатите од политиката на власта. Јас верувам во низе, стварно се осеќам, спијам мирно, за разлика од претходно, дека не може напред белја. Што е сега? Добро. Спијам мирно, дека добро. не чувствувам опасност дека може напред сериозна белја во однос на моето политичко национално Може ли верују стварно да ја деците. завршиме емисијата, да речеме Окей. да живее Македонија, сите тројци Да живее еден глас. Македонија. Да живее Македонија. Да живее Македонија. Да живее Македонија и да се обединуваме околу одбраната на македонските државни интереси. Некогаш ќе има можеби песимизам, некогаш неоправдан оптимизам, но важно е да не заборавиме кои сме, што сме и што сакаме да направиме. И да не заборавам да кажам и едно благодарам, бидејќи можеби да не беше овој канал, интернет канал, можеби немаше ни денес да ме гледате тука, бидејќи мојата кариера како политички стендап коментатор во овој формат започна токму таму, на тоа место, пред некои 5-6 години. Вака тоа изгледаше. Здраво Македонија. Здраво на сите освен на оние кои направија неточен попис на населението. Операцијата со која требаше да се преброиме помина катастрофално. Неточно, со нецелосни бројки кои ако се нецелосни се и неточни. Со измешани критериуми, со селективно попишување и надвори дома. Една каша попара од попис кој според поголем дел од владеачките партии е одличен и совршен, што би рекол Пендаровски, попис со сите нишани. Но, незадоволни од пописот не сме само ние и не сме саде тука. Ако ние дома имавме класично лошо изведена операција на пребројување на македонците и бројот на граѓаните на Република Македонија, долго очекуваниот судир со реалноста дојде за нашите источни соседи, браќа, сестри и најдобри комшии, кои на пописот се 3504 на број, а тамам се спремаат да влетаат во уставот. Особено бугарската јавност е затечена од резултатите според кои во Македонија има 3504 бугари, што е минорна бројка ако се земе предвид евиденцијата на Бугарското Министерство за правда, според кое во последните 15 на години се издадени повеќе од 100.000 бугарски пасоши на македонски државјани. Чекајте бе, браќа, па нели сме сите един народ? Нели всичките сме българи? Што па сега не се буните, нас што не изброија како што треба, туку што само 3504 луѓе се пишале за бугари на пописот. А нервозата ги беше фатила сите политичари кои важат за најголеми негатори на македонците.
Разочарувачки се резултатите и за бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој коментирајќи го пописот во Македонија побара да бидат обелоденети идентитетите на сите кои имаат бугарско државјанство. Прц! Мислевте дека луѓе земале бугарски пасоши бидејќи се осекеле за бугари, а не за да заминат и да работат по светот? Па нели сте се запрашале некогаш зошто не земале македонците бугарски пасоши пред Бугарија да влезе во Европската унија? Жестоки реакции има и од поранешната бугарска министерка за надворешни работи и пратеничка на ГЕРБ Екатерина Захариева. Таа обвинува дека податоците се фалсификувани. За жал, уште еднаш сме сведоци на старата државна политика за дискриминација на македонците со бугарска самосвест. Ај, и Захариева е жестоко лута и нервозна. Ова било дискриминација на македонците со бугарска самосвест. Или ќе се попишите 120.000 на попис, како што сакаме, или тоа е дискриминација. И келавиот гангстер хормонално се поремети со пописот. Негодување има и од Слави Трифунов, лидер на политичка партија од бугарското владеачко мнозинство, за кого е неверно дека во Северна Македонија, како што вели, речиси нема бугари покрај над 100.000 издадени бугарски пасоши. 328 лица се пријавиле да гласаат на бугарските избори пред една година. Катастрофа, вето. Сите знаеме дека има 120.000 бугари во Македонија. Не, председателот на Бугарија тоа го кажа. Над 120.000 наши сънародници в Република Северна Македонија имат български паспорти. И нормално во овој бугарски бал неизоставен декор е и Петар Колев. Човекот кој некогаш е македонец, некогаш бугар, иако во последно време е ептен македонски бугар. И в најчудните си размисли не можех да си представя, че ще бъда свидетел на такъв брутален фалшификат и такова брутално газене на основни човешки права, каквото е правото на самоопределение на гражданите на Република Северна Македонија. Тоа што ги нема измислените 120.000 бугари било кршење на човековите права, бидејќи секој човек има право да му се остварат соништата. Додуша, Колев не секогаш го имал овој став за Македонија. Кога дојде утре да ви направат попис и во графата што ќе пишете? Македонец, бугарин, што како ќе се пишете? Па, јас немам никаков проблем со тоа и понекогаш се случувало во официјални документи да се пишам и како македонец и како бугарин, бидејќи Македонија е демократска земја. Македонија е земја која што од гледна точка на почитување на индивидуалните човекови права, сметам дека има едно многу високо ниво. Тоа е, некогаш ќе ја фали, некогаш од неа ќе се жали. Го заокруживме целиот круг. Денес пак се зборува за манипулации со бројот на малцинското население во Македонија на истото место, на истиот канал. Искрено ми е жал што успеав само оваа епизода да ја најдам на каналот на Инфомакс, а ги имаше поприлично. Може би се уште некаде тука, само јас не можам да ги видам. Како што, например, тврди Петар Колев за пописните бројки на бугарите во Македонија. Но тој е шокиран. Како било можно да има вакви бројки на пописот? Зарем луѓето лажеле дека се бугари само за да земат пасош од немаштија за да одат на печалба? Каква е причината тези хора да не се самоопределат така в Македонија? Па причината е тоа што не се бугари. Какво е това, което дали ще ходим на избори, дали ще ходим на пребројаване, ние винаги получаваме служебните 3500. Тоа поради кое што сте 3500 на број е затоа што сте 3500 на број. О, Петре, абе некако ми дојде дека ќе запееш и песна од мака. Да ги бараш измислените 120.000 кои ги нема, па да им речеш на твоите непопишани браќа во Македонија: каде си, батко, каде си, батко? Јајла те пиленца при батко, да ми пејте сладко, сладко. Каде си, батко, каде си, батко, да ми пеем сладко, сладко. Но, не грижи се, Петре. Ако на овој попис не успеа планот, има Бугарија уште 7 земји на кои може да дочека попис. И стварно, доста ви крадеме и историја, и бројност на население, и музика. Уште коли што не почнавме да ви крадеме. Стварно, се ви крадеме. Се. Ако някой рече Българија е мала, има още 8 дела за да биде цела. I'm out here. Uh-oh, Richard. Забавни времиња беа тоа. И тешки или интересни, што би рекле во онаа позната кинеска клетва,
Дај Боже да живееш во интересни времиња. Ама времињата се тие, не можеме против тоа. Но можеме да се трудиме, да се бориме, да ги промениме на подобро. И во таа борба, да, колку сме, толку сме, токму сме. Ама што повеќе, тоа подобро. Уште еднаш, да живее Македонија. Темата ја продолжуваме со заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски. Многу искусен новинар и многу активен политичар. Ветувам интересен разговор без празни одови и филозофирање. Туку суштина, факти и аргументи. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. Не по прв пат и на моje големо задоволство вечерва ќе имам прилика да разговарам со заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Има активности последно време зголемени вака, па би сакал да ги проанализираме сите, да направиме еден асесмент на ситуацијата. Јас ќе се трудам да излечам што е можно повеќе детали. Се надевам дека ти ќе бидеш некаде меѓу дипломатијата и новинарството, како твоја прва и најголема љубов, предпоставувам. Дали во овие моменти, кога се случуваат многу работи, ти недостига малку да работиш како новинар? Па како новинар, секогаш сум ја критикувал политиката и политичарите, и сум пишувал дека политиката е валкана, политиката на овој начин функционира и така натаму. Меѓутоа, од оваа страна како политичар, кога ги гледам новинарите, се обидувам да не ги критикувам, затоа што знам дека тоа било моја професија, се обидувам да им ги разберам и слабостите кои ги имаат и непрофесионализмот и така натаму. Но секогаш наоѓам моменти каде да на некој начин велам, јас како новинар ова многу подобро би го изанализирал, јас како новинар овде би нашол многу повеќе елементи за критика и така натаму и обратно. Така што таа позиција едноставно е, ако можам така да кажам, во двата правци. А самокритичност има ли по истиот терк? Да, самокритичност... Зоран новинарот го критикува Зоран политичарот. Често новинари понекогаш не често, понекогаш знаат да ми кажат па биди малце критичен и така натаму. Јас се обидувам да бидам и самокритичен, се разбира. Не секогаш политиката ги влече најдобрите потези, секој умее да направи грешки и така натаму, така што ги прифаќам критиките од новинарите. Да одиме директно на последните случувања, да тргнеме ајде од Европскиот парламент, таму се носеше оној годишен извештај, претходно колку 403 мислам беа првично амандмани, од нив имаше 11 чинам усогласени, па некои се случи нешто ново по втор пат, додушете, ново во еден поширок контекст. Но по втор пат имаше неколку дена тензија, атмосфера, аларм подигнат од бугарска страна, дека има некои движења во Европскиот парламент кои што струи, кои што сакаат да излечат подобра позиција за Македонија во рамки на тие извештаи. Прво, да демистифицираме кој е суштинското значење на тие извештаи кои што се носат, имајќи предвид, еве јас лаички ќе кажам, што се таму не ги читав добар дел од амандманите, не сите 400, но вака диагонално до најапсурдни некои од грчки европретеници, да не стои ни Република С Македонија, туку да стои Скопје и така натака, до оние амандмани на бугарските европретеници. Во минатиот извештај имаше амандмани од тогашната унгарска опозиција, луѓето на Петер Маџар, кои што го означува кредитот на владата на Виктор Орбан кон нашата влада дека бил со кинеско потекло, да, и со тоа некој поднесува амандман, таму лоби групи, договор меѓу партии, не знам како Европскиот парламент е сликата на цела Европа во мало, односно на сите земји членки и на нивните опозиции, власти и така натаму. И сите таму бијат политички битки и на домашен план. Таа битка на домашен план се отсликува и во Европскиот парламент.
Така што не треба воопшто да зачудува тоа што има на секаков и го користат и прашањето, македонското прашање меѓу другото, за да се пресметаат на домашна сцена со својата власт или со својата опозиција. Тоа не треба да не зачудува, но ако се има предвид извештајот, ние мора да бидеме вака коректни и да кажеме дека господинот Вајц, значи рапортерот, односно подготвувачот на извештајот за Македонија, ја подготви навистина еден извештај принципиелен, коректен кон Македонија. И но конечниот извештај на крајот е една, ако можам така да кажам, една шведска маса за секој да може да си земе од него што сака и што му одговара. Значи, секоја политичка структура во Европскиот парламент која се обидувал да наметне некаков наратив, тоа го направил. Но принципиелно, ако го гледате извештајот, ќе видите таму дека господинот Вајц уште од самиот почеток се залагаше и со неговите амандмани да се добие една позиција кон Македонија коректна, пред се кон почитување на историјата, идентитетот. Ако видите, таму има неколку параграфи во извештајот се посветени на тоа, дека не треба да бидат пречка идентитетските прашања и македонскиот јазик, македонскиот идентитет во преговорите за кон Европската Унија, така што тој наратив го има во извештајот. Но исто така го добивме и наративот на историската комисија на барање, се разбира, на бугарската страна, на бугарските пратеници, кој е многу по-резолутен во тоа дека ќе се бара пред да се направи ратификацијата во парламентите на членството на Македонија, да заврши работата на историската комисија. Што е политичка агенда во историска обланда во суштина. Апсолутно, но кое е значењето на извештајот? Се разбира, тој нема облигаторно значење за Европската комисија, ниту за земјите членки, но има значење во смисла на создавање на јавно мислење во Европската Унија. Океј, да. Има значење во лобирање на политичките групи за одредена цел и колку тие ќе успеат да се наметнат и во Европската комисија и кај земјите членки. Многу е важно да се нагласи дека фактички во целиот овој изминат период, 2 години откако е оваа влада, мислењето кај многу земји членки се менува. И ако може така да кажам, во неколку наврати тоа го слушаме од европски официјални личности, дека македонската влада со својата позиција кон уставните измени, дека има право на загриженост што ќе се случува понатаму. Има право на загриженост дека уставните измени не се ултимативното и последното барање на бугарската страна, туку дека целиот пакет фактички во преговарачката рамка, протоколите и така натаму представува причина за загриженост на македонската влада. И тоа во европските престолнини многу добро се почна да се разбира. Единствен кој што не успева да го разбере е македонската опозиција. Точно така. Но ќе зборуваме ќе зборуваме. Во однос на извештаите, минатата битка беше со обидот за внесување на оние амандмани дека Македонија има свој засебен многу вековен идентитет, јазик и така натака. И на тоа имаше блокада малтене, односно организирана одбрана од страна на бугарските европретеници и нивните пријатели. Годините предходно многу пожестоки говори сме се изнагледали, изнаслушале во тој Европски парламент. Таму, например, беше овој Александар Јорданов, тој поранешен и амбасадор и историчар во Македонија, кој што па и баш не бирал зборови кога јавно се обраќал кон македонците кои што не се согласни со политиките што Софија сака да ги наметне тука, нарекувајќи не црвени ѓубриња и така натака. Значи имало до екстремни ситуации. Сега имавме и џамбаски претходно, така. Сега имавме некои пратеници исто бугарски кои има вака жестоки изјави во контекст на македонскиот идентитет, дека дали не постои. Прашањето ми е следно. Дали постои ризик да
иако Софија го спречува и тоа. Но евентуално во некаков ваков извештај, она што би се толкувало, може би од наша страна, како праќање сигнал дека Европа го менува свој став кон Македонија, во суштина да биде морков, и ако во наредниот извештај се усвои нешто што нас ке ни звучи фино и коректно, да не намами за да не вовлечат во процесот на уставни измени. Односно некоја гаранција, но не лажна, но привремена гаранција, бидејќи тој извештај не е облигаторен, како што кажа и ти сам, плюс секоја година се усвојува нов и во наредниот може нешто сосема друго да пишува. Па не, апсолутно. Мислам дека тој извештај, како што реков, е значаен во контекст на тоа дека создава политичка клима и е еден вид лакмус каде се движи мислењето во Европа во контекст на проширувањето, ако сакате, па и со Македонија. Но не верувам дека е можно, барем не оваа влада, да се фати на јадицата дека со добри зборови, со една реторика која што веќе ја слушаме таа реторика од многу европски престолници. Па како што кажав и од многу официјални личности. Но на барем што е ставот, она што е ставот на оваа влада, јас се надевам и дека на мнозинството граѓани во Македонија. Според анкетите, да. Според анкетите 80% за ЕУ, 90% против. И 70% од сите граѓани, што значи дека вклучува и многу други малцинства, односно многу други етнички заедници кои што 89% од македонците се против така условување на овој диктат. Со други зборови, кој е контекстот? Нам не ни треба гаранција во смисла на тоа дека ќе има некаде запишано некој амандман и така натаму. Ние говоревме нели за тоа дека веројатно можна е декларација на Европскиот совет и така натаму, но секаде каде што учествува Бугарија, многу е тешко да се издаде таква гаранција. Деновиве и гледаме да и оние блокади, пример во иницијативата за Три мориња, па некои нови најави за обиди за блокирање на европски средства за Македонија, акцијскиот план за малцинство доби вето. Лично учествував и во иницијативата Трите мориња на барање на нашиот стратегиски партнер, затоа што претходно Македонија била одбивана, исто така. Да. И во времето на Бујар Османи била одбивана за членка, вето било ставано исто така од бугарска страна. И сега се работи за иницијативи кои што таа иницијатива е комплетно економска, за економско транспортно поврзување, Трите мориња, нели, Балтикот, Јадранското море и Црното море. На крајот на криштата работиме со Бугарија, нели, на овие транспортни коридори, но нивниот став е многу радикален во контекст на тоа дека се додека нема уставни измени, никаде нема да ве пуштаме. Нема да ве пуштаме никаде, макар да се работи и за фудбалска организација каде што тие би имале право на вето. За среќа немаат во ФИФА право на вето. Но сакам да кажам дека тој однос во контекст на планот за малцинствата, односно на акцијскиот план за етничките заедници, фактички со Европската унија, кој што е меѓу другото дел од нашиот пристапен процес кон Европската унија и треба да почне да се применува веднаш по донесувањето на уставни измени. Не само што е изработен со врвни европски експерти, на барање на понуда на Европската комисија, фактички, со нивна согласност, туку тој вклучува навистина многу конкретни права утре и за, меѓу другото, и за бугарската етничка заедница, затоа што се таму тој план важи за оние етнички заедници кои се под 20%, значи за сите други. И кога бугарите би станале дел од уставот, фактички ќе важи и за нив. И таму има навистина многу мерки во контекст на антидискриминација, во контекст на тоа како ќе се третира говорот на омраза, во контекст на едукацијата, образованието, значи, потоа едукацијата на суди, обвинители, полицајци, како да се однесуваат во однос на правата на малцинствата или на етничка омраза, говорна омраза и така натаму, дела од етничка омраза. Европски директиви, стандарди за тоа како една европска држава. Стандарди како една европска држава, на крајот на криштата нашата држава е многу повеќе, повисока од стандардите на Европа. Бугарија на пониско ниво. И сега вие имате од бугарска страна несогласување, анблок, политичко за тој акцијски план за малцинствата, во контекст на тоа дека нема ние што да разговараме за тоа, се дека не се донесат уставните измени, а не дека
Не дека нам ни пречат одредени делови од акцијскиот план, дека не ги задоволуваат нашите права. Разбирам. И сега кажам, таков еден негаторски и блокаторски однос имаме затоа што гледаме дека од другата страна очигледна е нервозата сите овие 2 години, затоа што нашата страна со она што го работиме и председателката на државата, и премиерот, министрот за надворешни работи, комплетната наша дипломатија е насочена кон објаснување на елементите зошто Македонија не може да пристапи кон уставни измени без да се обезбедат овие. Тоа е еден феномен, Зоран. Едноставно, од денешна перспектива, согледувајќи ги сите овие нешта, ќе прокоментираме и вчерашната изјава на Румен Радев, но си викам, добро, како функционирала дипломатијата порано, ако сега еве со максимален напор има ефект, не е дека нема ефект, ќе видиме што тоа ќе значи утреден, но некој конечно ги брани позициите на државата. Предходно, не знам, ете, во оние 3 дена меѓу така наречениот прв и втор француски предлог, според бугарска страна не постои втор француски предлог. Што се случувало, онака, како во вицот, вртеле 3 круга, нели, кокошката во кокошарникот, за петелот да не помисли дека е Па вие видовте сега. за 3 дена го променија ставот, условно речено. Јас во тоа време, бидејќи нашата партија беше дел од владата, во тоа време бев во комуникација со високи наши функционери и буквално бев запрепастен што прифатиле во Брисел, односно со францускиот предлог. И ме убедуваа тие неколку дена, не, ова нема да го прифатиме, ние ќе донесеме промени, вакво нешто не може да помине. На крајот, промените што ги донесоа, видовме дека не се суштински, туку дека се козметички. Не стои договор, стои протокол. Реторички се променети протоколите во извештај и така натаму, а се останува исто. Зошто тоа го направиле? Веројатно ја знаеме каква беше состојбата тогаш, дека тоа беше единствениот начин да се по усвојувањето на Преспанскиот договор. Тоа многу ќе му беа назаев тогаш 2 предавства, меѓу другото заради тоа и си замина од функцијата. Остави некои други да натаму подпишуваат договорот со Бугарија, односно да го прифатат францускиот предлог, но немаше друга алтернатива за таа владеачка структура. Ке се распадне веднаш ако и се надева дека може да го повторат сценариото со купување пратеници. Искрено се надева и како што гледаме работеа до крај со тоа. И се стрекаваа со Груевски во Будимпешта да го вратат назад. Колку што се моите информации, тоа е од страна на високи функционери на ДУИ е тоа правено, не од СДСМ. Но без оглед, значи тоа беше единствената шанса на некој начин таа структура да се обиде да остане на власт, доколку успее да купи неколку пратеници од ВМРО ДПМН. Но тоа сценарио не можеа да го повторат и сега се наоѓаме нели во ситуација целиот овој изминат период, овие 2 години ние во Брисел и во Берлин и во Париз и насекаде објаснуваме елементи што сме прифатиле. Искрено речено на тие луѓе таму не им е познато. Кога јас говорам со странски дипломати им кажувам што се треба да се промени, да речеме, во контекст на да земеме еден историски период, историската комисија кога разговара за Втората светска војна. И им објаснувам дека ние треба да избришеме неколку десетици споменици на кои пишува бугарски фашистички окупатор. Дека ние треба да престанеме да снимаме филмови кои што ќе се занимаваат со содржината од Втората светска војна, каде што бугарите се прикажани како окупатор. Дека ние треба да го смениме наративот за депортацијата на евреите од Македонија, дека се виновни германците, а не бугарската окупаторска власт. И кога пластично им објаснувам дел по дел од сите овие елементи, меѓу другото нудејќи и алтернативи, зашто вие денес имате во Албанија споменици со италијански фашистички окупатор. И така натаму. Јас сум ги гледал лично. Во Грција и така. Така што, кога тоа ќе им го објасните пластично, дека ова ние не сакаме и не можеме да го правиме, и тие се буквално запрепастени дека сето тоа треба да се случи благодарение на прифатеното од наша страна во работата на историската комисија. И тогаш тие велат, не, тоа нема да го дозволиме. Токму тоа, ние бараме убедување, уверување оваа влада, дали тоа ќе го наречете гаранции, дали некаква декларација на Советот, дека овие нешта нема да се случат, односно нема да бидат причина
за бугарско вето во пристапниот процес. И мислам дека тоа е од една страна... Премиерот пред некој ден на роденденот на ВМРО ДПМН ги исцрта уште еднаш, ги потенцираше нели црвените линии, меѓу другото конкретно побара заклучоци на или декларација, заклучоци на заклучоци, без оглед како ќе ги наречете. Совет, значи на Европскиот совет позиција дека ништо од идентитетските и билатералните прашања не може да биде наша пречка на патот кон него. И меѓу другото, мене многу ми се допадна тој дел, кога и Омо Илинден Пирин стана дел од нашите црвени линии, како символ, како епитом на македонската борба отаде границата и сите оние обиди до сега, не знам, 14, 15, 16, колку се има уште активни случаи. Јас со чест гостин ми е тука и професор доктор Стојко Стојков. Има уште случаи што се 100-0 и што во следниот период ќе бидат реализирани. Но сега за уште малку за односот на Бугарија, особено со новата влада. Се обидува да излечат некаков безвизен режим со Соединетите Американски држави као компензација за аеродромите преку кој што се логистички подкрепува како НАТО сојузник операцијата на Блискиот Исток, операција воената, нападот врз Иран или не знам како го тоа да се нарекува сега дипломатски, проблемот кај Ормудскиот теснец. Не успеа и им дадоа рок на американците до крај на јуни да си ги земат авионите и да си одат од таму. Тоа е, значи, влегуваат на една тема во конфликт со Соединетите Американски држави. Од друга страна, ја блокираат Македонија за иницијативата Трите мориња, ајде. Но, во минатата епизода, минатата недела, во стендапот пред гостувањето на професорот Огнен Вангелов, објавив еден медиумски напис дека Европската Унија бара санкции, меѓу другото и за патриархот Кирил, и прогнозирав дека тоа няма как да стане, што би рекле, биде и подсетив едно старо видео токму на тогаш московскиот, тоест така се вика, московскиот патриарх Кирил и Румен Радев, кога му држи оваа историска лекција за тоа кој е ослободил Бугарија и така натака. Вчера Румен Радев кажа дека нема вето тоест ќе стави вето, нема да прифатат санкции врз рускиот патриарх Кирил. Доби ли Европа нешто што мислеше дека се раатиса по промената на власта во Унгарија? Орбан го нарекуваа тројанскиот коњ на русите. Од друга страна, не е дека не знаеа дека и Румен Радев е прорашен во добар дел од своите политики. Доби ли Европската Унија нов проблем и што може тоа да значи во однос на ситуацијата во врска со Македонија? Значи, од позицијата на која што сум сепак не би сакал да коментирам во контекст на Европската Унија. Аз сам должен да провера, како викаат во вицелите. И господинот Радев. Меѓутоа, она што би можел да го кажам е дека сите обвинувања во целиот овој изминат период, па ако сакате и од страна на европратеници бугарски, беа дека Македонија, која што е дел од српскиот свет, работи со Вучич и под влијание на Москва и дека ние сме конструкт на Москва, меѓу другото во контекст на историјата и коминтерната и така натаму, и дека македонизмот е дел од таа руска приказна, руско-српска приказна. И дека и дури беше обвинувана и владата на Мицкоски дека работи за тој српско-руски свет, за српско-руската кауза. И сега гледаме дека одеднаш се свртуваат приказните, се вртат комплетно на глава, но познато е дека фактички и според она што вие го цитиравте како дел од кога рускиот патриарх беше во Софија во оној филм кој што е многу траорна гледка беше да се гледа тој филм. Сакам да кажам дека Бугарија како создадена од фактички од после руско-турската војна од 1878 година, 3 март, на крајот на криштата, тоа е таа Сан-Стефанска Бугарија, на која што господинот Радев и комплетното политичко раководство на Бугарија денес чувствува некаков долг кон матушка Русија, кон мајка Русија.
И таа матрица е врзана за Македонија, комплетно врзана за Македонија. Затоа што 3 март постои само се уште како бугарски национален празник. Јас почитувам, нели, секоја соседна земја има право да избере свој државен празник кога смета дека е формирана како држава, но тој празник, меѓу другото, е и во, ако сакате, од бугарски интелектуалци, од многу либерални кругови, посочен како дел дека не треба да се слави тој ден за празник на Бугарија, туку треба да се избере друг национален празник. 24 мај си го... Апсолутно. Постоја неколку фактички таа држава постоеше неколку месеци, Сан Стефанска Бугарија беше само на хартија, само на хартија, сменета на Берлинскиот конгрес. Меѓу другото, тој Сан Стефански сон трае се уште до денешен ден. И ако сакате, Бугарија изгуби 3 војни за Македонија. Значи 3 ги војни, нарекуваат национални катастрофи, знаеш. 3 крвави војни за Македонија, но четвртата војна која што ја води, сака да ја добие на зелена маса во Европа. Зашто би била таа војна? Се разбира не за окупација на Македонија и се разбира не за измена на нашиот, како што тие велат, денешен современ идентитет македонски, туку за бугаризација на македонската историја, за бугаризација на нашето минато. И како што гледаме, за жал, наоѓаат и личности во Македонија кои што се согласуваат со тоа. Не знам дали ја прочитавте последната колумна на господинот Денко Малески, кој што бил на висока функција во државата, министер за надворешни работи, кој што вели по повод извештајот на Европскиот парламент каде што се цитира историската комисија, вели да, еве, тоа го бара Европа од нас и дека секој народ баш нема право на сопствена историја, туку дека мора некакви факти да се пронедат, аргументирани позиции на двете страни, да се усогласиме со бугарската историја. Тој истиот човек што викал Југославија напуштање само преку мене мртов, според цитатот на покојниот академик Блаже Ристовски. Да, сакам да кажам... Има луѓе кои што се субмисивни и тоа е тоа. Не, но проблемот е во... Проблемот е во домашната експозитура на бугарската политика. Јас се фрапирам кога ќе најдам на многу сличности во наративот. Например, вчера имаше председателот на СДСМ или СДС, како повеќе милуваат, пресконференција во која што 3 пати го цитираше делот од извештајот на Европскиот парламент, а во суштина, нели со мало гуглање се открива дека е тоа амандман поднесен од Андреј Ковачев, кој што се однесува меѓу другото и на нашиот медиум, на Алфа телевизија, дека во Македонија има инфилтрација на унгарски менеджмент, на национални медиуми, кои што ја изложуваат јавноста на антиевропски наративи. А кој е вашиот антиевропски наратив? Па не знам, не знам, навистина. Затоа што тие се што на Алфа телевизија, да речеме, или на ваков тип на медиуми се коментира во контекст на односите со Република Бугарија и кое што добива призвук на, нели, одбрана на нашиот национален идентитет, тие го толкуваат како напад врз одредена европска држава, Бугарија, и дека е тоа антиевропски наратив. Значи, ако сте за уставните измени без никакви други гаранции, тогаш сте ви европеец. Да. Но велам во тој извештај... Орвел би позавидел на... Затоа велам во тој извештај како шведска маса секој може да си земе што сака од него, а кога нашата опозиција се фаќа за бугарските аргументи, тоа е трауматично, како да ви кажам. Јас имам значи многу мина ме прашуваат, добро, зошто толку сулудо, зошто толку нахално Филипче и компанијата од опозицијата од СДСМ влегува во еден таков филм. Затоа што тоа има единствениот начин, како да ви кажам, да се обидат, да ја натераат оваа власт да донесе уставни измени без гаранции. Зошто? Тоа е единствениот начин да преживее опозицијата. Тие гледаме каков е нивниот рейтинг, разрушен, ги изгубија изборите, меѓу другото не само поради да биде начисто, не само поради прашањето со Бугарија, но една од клучните теми беше, да. Доколку се обидат, доколку успеат со своите европски пријатели и така натаму, кои што се уште има некои кругови од тие либералните кругови кои што се уште ги поддржуваат, да направат притисок врз оваа влада, да ги донесе уставните измени, тоа би значело губење на сидрото на кое што и целокупниот македонски народ,
па и оваа влада се држи, дека нема да дозволи на тамошни идентитетски отстапки. Многу има амбициозен, преамбициозен име тој план. Ама не, сакам друго да ви кажам. Тоа е единственото сценарио. Затоа јас велам, јас не се плашам ниту од бугарските барања. Не се плашам ниту од европските притисоци доколку постојат за уставни измени без гаранции. Туку се плашам од тоа што нашата опозиција има намера да го направи потоа. Зашто тие велат чиста е преговарачката рамка, така? Ама само тие го велат тоа. Само тие го велат. Ниту Бугарија, ниту никој не го вели тоа. Никој друг не го. Тие го велат. Но зошто го велат тоа? Со други зборови, да ја убедат власта да донесе уставни измени, веднаш потоа граѓаните ќе изгубат довербата во оваа власт, ќе видат дека сите се исти. Штом во такво сценарио, логично е граѓаните да изберат некоја друга власт, каде што тие сметаат дека ќе бидат дел од таа власт. И јас се плашам од таа власт, бидејќи ние знаеме какви беа нивните изјави, зашто тие велат ние нема да направиме понатамошни отстапки во контекст на македонскиот јазик, идентитетот, историјата и така натаму. Но тие го тврдеа тоа и претходно. Знаете како се удира во гради дека нема да го менуваат името, дека не се родил тој што ќе го промени името, и Заев и Пендаровски даваат такви изјави. Дека власта ве лаже, 2016 уште. Да. Нека не ве лаже власта, уставот нема да се менува, имаме прекрасен устав. Така е, тие изјави ги имате. Тоа и денеска овие го велат, дека заштитен е македонскиот идентитет, нема да мрдаме историја, нема да... Но сега што? Дека не бил ни под напад. Но сега што? Да, дека не бил ни под напад. Но потоа веднаш имате изјави дека Гоце Делчев е бугарин, од највисоки функционери на Република Македонија. Дека ние сме ист народ со бугарите, същ народ, некој, мислам, таков момент во историјата македонска не сум доживеал. Дури ни Љупчо Гергиевски, кој што се смета себе си за бугарофил, нели, дека имал и државјанство и така натаму, не го изјавил никогаш тоа. Тоа го изјави Заев. Така е. Дека ние сме ист народ со Бугарија, дека во Втората светска војна имало администрација, немало окупација. Со други зборови, Југославија не држеше разделени и така. Со други зборови, имаме спремност од таа страна докажана и декларирана дека идентитетските прашања тие ќе отстапат по идентитетските прашања. Тоа за жал немам сомнеш. Би било идеално да е поинаку. И сега зошто оваа влада и зошто воопшто еве и јас како дел од оваа влада и Демократскиот сојуз и така натаму се држиме за тие пилари, ако може да кажам, столбови на нашиот идентитет, затоа што знаеме дека другите ќе го направат предавството сигурно. Затоа што се докажани во таа смисла. Не можеме веќе да им веруваме на декларациите, не, ќе го заштитиме македонскиот јазик. Не, ќе го заштитиме македонскиот идентитет, нема да дозволиме историската комисија. Па дури измислуваат приказни дека историската комисија имало таму членови кои што велат дека треба само да се охрабрува, а не да ги донесе измени. Да. Јас се плашам од охрабрувањето на историската комисија од страна на СДСМ. Затоа што нивното охрабрување ќе значи што побрзо да се донесат тие идентитетски измени. Нивното охрабрување ќе значи промена на бришење на написи на споменици, ќе значи промена на целосно преформатирање на македонската историја. Затоа велам, ние многу полесно и поедноставно ќе ги убедиме европски, веќе почнавме да ги убедуваме и веќе многу мина мисла така. Ето, да, сакам наредно за тоа да. Многу полесно ќе ги убедиме отколку нашата опозиција, затоа што таа е спремна само за да биде на власт. Со други зборови само да каже дека еве Македонија ќе ги почне, ако треба, ќе ги почне европските, мислам, преговорите за членство во Европската унија и ќе стане членка. Македонија ќе стане членка по ова бугарско сценарио, доколку го спроведе СДСМ. Дека не можам да разберам, председателката излегува сега пред неколку дена и вика не се барањата само уставни измени, нели имала тет-а-тет средба со Илјана Јотова. На таа средба бил и министерот Муцунски и тој го кажува истото. Тогашната министерка Генчовска вели протоколот е највредниот дел од францускиот сет на документи, нели заклучоците на совет, преговарачка рамка и протоколот. Румен Радев во повеќе наврати и вчера повторно потенцираше за вториот протокол. Нив име таму им се механизмите преку кои што ќе се поврзат до договорот за добрососедство, односно заедничка историја и така натака. Филипче излегува и вика нема како историската комисија. Добро, окей.
тактиката не им е добра по моје мнение, но тоа е нивни проблем. Од друга страна, оценка за работата на владата даде Румен Радев. Вчера можам тоа така да го наречам, кој што резолутно кажа дека, нели, тоа е после за вчерашниот говор на премиерот, нема што да се среќава, Македонија си има проблем со Европа, не со Бугарија, нели, нивната тактика беше тоа, да го издигнат проблемот на, односно билатералниот проблем да го направат европски услов. И друго нешто многу важно, кажа Румен Радев, рече, подсети на периодот 2001-2002 година, кога според неговите сведоштва година дена ги убедувал 2021, пошто и Бујар ми е во подсвест, веројатно затоа на 2001 отидовме. 2021-2022 кога ги убедувал година дена сите челници на другите 26 земји членки на Европската унија дека треба да се бара промена на уставот во Македонија за заштита на човековите права на репресираните бугари кои што се системски дискриминирани, како потврда на тој кейс стади, ги носат оние како Пендиков, тој од Лабуништа имаше еден Бекир, некако овие денови повторно има, нели, ново движење, па нови случаи, Драги Каров, кој што на телевизија излегува и вика измислена нација сте македонците, не постоите, сега бил осуден условно за нешто и тоа било системска дискриминација. Девојката од Кочанското случај не го познавам на вистина, но на која покрај македонскиот и било одземен и бугарскиот пасош. Направила се обрекајна несреќа, кој што е одземен пасошот заради истрага. Нели, и тоа е проблем. И зашто реков ми е Бујар во подсвест, бидејќи Бујар на еден подкаст неодамна кажа дека негова била идејата и успел да му ја протне на Румен Радев за уставни измени наместо оние историски барања. Демек, така сме ја излекле историјата. А Румен Радев, 400 пати пуштено видео во оваа емисија, со причина, им кажува на представниците на македонските бугари. Да, им вика, ја сменивме тактиката, во Европа не баш разбира за Гоце Делчев, за цар Самуил, која е суштината на спорот, ама за човекови права разбираат и ние така тераме. Сега, Румен Радев вчера вели дека откако тој престанал да ја представува Бугарија во Европскиот совет, бидејќи нели има влада, нема влада, тој беше председател. Тој беше председател. Тој можел да ја представува. Тој мандат даваше. Вика, откако престанав да одам таму, кај добар дел од европските челници се изгуби поддршката кон Бугарија. И вика, сега ќе мора повторно да одам еден по еден да ги убедувам. Јас прво поради ова сакам тебе и на целата влада да ви честитам за се што сте направиле овие 2 години, бидејќи не е дека тие заборавиле на Румен Радев и почнале да инклинираат кон Македонија, туку тоа што тој со разочарување вчера кажува дека во Европа се менува амбиентот, претпоставувам плод само на дипломатската активност. Јас верувам, затоа што претходно, она што го вели и премиерот, дека претходниците подпишаа бланко лист, тие не подпишаа бланко лист, подпишаа лист со многу жестоки бугарски барања и така натаму, но факт е дека ние овие 2 изминати години го објаснувавме тоа во сите европски престолнини и наидовме на разбирање. И вие ако имате изјави на највисоки европски челници и на премиери овде што доаѓа, и господинот Пленковиќ во Скопје слично изјави, и министрот за надворешни работи на Белгија, Антонио Кошта и така натаму. Значи сите имаат разбирање за позициите на македонската влада, освен Венко Филипич. И сега јас се сомневам на вистина кој ако се мери некаков елементарен патриотизам кон државата. Значи, вие го слушавте и Африм Гаши, представниците на Влен во неколку наврати како велат дека ние не можеме да им наметнеме не можеме на македонците да им наметнеме. Имаме разбирање. Имаме разбирање. Велам, јас на вистина сум зачуден како може само Венко Филипче да не биде македонски патриот. Сите други да бидат. Тоа е ужасно. Ако може да биде Африм Гаши, ако може да биде Антонио Кошта, ако може да биде Томас Вајц, единствено Венко Филипче. Што правиме со оваа нова иницијатива неформална? Прости. Не, зборувавме за делот на... За бугарските специјални операции да позборуваме малце. Во ред. Која е нивната крајна цел и докаде тоа може да оди. Имајќи предвид дека во последниот период се забележува засилено пропагандата што на Facebook, што преку
портали редовно се тие спонзорирани со пласирање на бугарските наративи, што преку тие операции на организации како она Фондација Македонија, која што имаше своји задачи и во Пустеци, Голобрдо или други такви паравано организации личат барем дека си оние операции, тоа што ги спроведува Милен Врабевски. Милен Врабевски, да. Значи тоа е Последно беше најава за блокирање на граничните премини, се со цел мислам да се подигне атмосферата околу запалените возила пред бугарската амбасада среде бел ден на Пладне. Па после као политиката интервенираше, министерката Петрова од Бугарија го осуети тоа, па овие се повлекоа и така натака, но цело време има некакво сериозно или обид за роварење во Македонија. Ако на некого не му е од никаква корист, туку и причинува голема штета на владата, е тоа да се случуваат вакви настани како палење на возила пред бугарската амбасада, кршење на џамови и така натаму, на настани кои што навистина не ја одговара, не само што не ја одговара, туку ги прават голема штета и на владата и на нејзината надворешна политика. Од тие причини сметам дека ќе почекаме се разбере истрагата да видиме што ќе открие. Реакцијата беше промптна, човекот беше обезбеден за 3 часа. Да, веднаш беше фатен. Јас разговарав со бугарскиот амбасадор, изразив нашата осуда. Министрот разговараше со министерката Петрова на ист начин и навистина за неколку часа промптно го обезбедивме сторителот. Тоа се работи сепак кои што ќе треба на ниво на и полицијата и обезбедувањето на дипломатско-конзуларните представништва, ако треба да се засилат одредени мерки да се среди тоа во меѓувреме. Меѓутоа, наративот кој што го слушнавме од бугарска страна потоа, дека ние сме... Тоа е напад врз ЕУ. Да, напад врз ЕУ, врз земја членка на ЕУ, дека дипломатско-конзуларните представништва не се обезбедени. Таму имаше некаков спор претходно дали тие возила можат да паркираат и кај да паркираат, но тоа е работа што велам треба да се среди на ниво на обезбедување, да имаме постојана надзор врз тоа што се случува пред тие дипломатско-конзуларни представништва и мислам дека нека биде тоа една лекција за сите нас како треба да се однесуваме и во иднина. Но во контекст на ова што го говорите на Фондацијата Македонија, јас бев пред неколку дена во Луксембург, изборувавме за надворешна интервенција во манипулација со информациите. Тоа е многу важно на Европската унија. Меѓу другото, во еден дел јас кажав дека во Македонија од страна на медиуми, портали и невладини организации поврзани со една земја членка на Европската унија, со нашиот источен сосед, дека имаме не само кампања, фактички имаме хибридни напади во контекст на прашања кои што се врзани со нашиот идентитет, на создавање на една слика, значи во јавното мислење, бидејќи Европа ги цени тие мешања во внатрешните работи, најмногу поради Русија, да. Пред се најмногу поради Русија, имаше и такво влијание околу војната, со почетокот на војната во Русија, преку прокси српски медиуми во Македонија, и за руската кауза, да, но велам ова е сега нешто што е од земја членка на Европската унија. Не велам дека за тоа стои бугарската влада, се разбира, тука овие сите фондации и така натаму кои што се врзани. Може да кажеме подземната држава или луѓето што изградиле кариера и живот на македонското прашање. Апсолутно. Една подземна држава и вклученост на бизнисот. Милен Врабевски е еден многу сериозен бизнисмен кој што инвестира пари во овој контекст. И велам, тие портали се наменети, јас знам дека македонската јавност нема да ги прифати на прва топка онака, меѓутоа, кога некој на македонски јазик ви пишува, бугарски наратив и бугарска реторика, кога постојано таму се велича и се форсира, да речеме, македонската опозиција со своите ставови во контекст на дека треба да ги донесеме уставните измени, велам дека тоа представува особено проблем од аспект на тоа дека е хибридна закана врз државата. Јас тоа отворено го говорев во Луксембург и почна
почна во европски официјални структури веќе да ја разбираат и таа приказна. Да, веројатно треба ли да се засили нашата одбрана, сега условно кажано, за пред европските институции кога ќе одат комшииве со наратив нападот врз две коли, односно запалените два автомобили е напад врз бугарската држава, врз целата Европска унија, ние да објасниме од друга страна, халт, човекот фатен за 2 сати, истрага е во тек, можни мотиви, ово, она, не е тоа системска дискриминација. Апсолутно, ние треба да го засилиме нашиот аргумент во контекст на тоа прво треба на вистина да нашите органи на прогонот и органи на правосудството да си ја завршат работата навремено. Истрагата треба да открие кој стои за тоа. Дали е навистина некаков човек, организација лунатик, или или навистина стои, бидејќи вие знаете, во денешниот свет може некоја странска разузнавачка служба со ситни пари да купи некого да направи такво дело. И кому е тоа во интерес? Или да мотивира, не мора ни да го купува, може да го сработи и да го измотивира. Може да го мотивира, така што тоа многу едноставно да се направи, но ние треба да видиме само врз основа на тоа, тоа е еден лакмус што би се случувало во иднина. Замислете дека сега имаме некаква нирвана, некаква поддршка од Европа, се донесе некаков, да речеме, документ дека ќе добиеме уверувања или гаранции, и направиме уставните измени и потоа да продолжат вакви инциденти. Значи, тенковите и значи вие имате состојба во секое време од бугарска страна да добиете вето затоа што ние не го исполнуваме договорот за пријателство и добрососедство, односно не ги обезбедуваме дипломатско-конзуларните представништва, бугарските клуби за инциденти кои што може да бидат предизвикани во секој момент и за секој случај. Албанија и Грција има спор за тој градоначалникот. И од тие причини треба да бидеме многу внимателни, навистина да ги насочиме своите и разузнавачко-безбедносни капацитети во овој правец, а во контекст на личноста тој е нели персонален град во Македонија. Да. Зборувам за Виктор Стојанов, нивните бугарски клубови и така натаму. Што е поентата? Бугарската страна сака да нормализира реториката дека вие имате право на малцинство во соседна држава кое што ќе го негира вашиот идентитет. Да. Точно. Зашто зборуваме? Ако зборуваме за малцински или етнички права, логично е она за што се бори Омо Илинден Пирин во Република Бугарија. Се бори за регистрација на својата организација и за одбрана на својот идентитет, односно за етаблирање на своето културно наследство и така натаму. А не да оди по телевизија и да вика вие бугарите не постоите и сте татари. Не го прават тоа. Дали тоа го прави Омо Илинден Пирин? Не. Не, апсолутно. А ние, Македонија треба да биде единствената држава во светот која што ќе му дозволи на малцинство да ја негира во собствената држава. Со идеја, нели, тоа понатаму да прерасне во школски наратив низ учебници, затоа што ако бугарите влезат во уставот ќе добијат право, нели, на образование на мајчин јазик. Цензорски наратив да стане, нели, да стане државата нема да сме 5 банки да даде на роман за Гоце Делчев некаде, филм за историското ВМРО. Сега, како тоа да се спречи? Како? Тоа е прашањето за $1 милион. Само со добра волја од другата страна. Ја затоа велам. Значи, ние мораме да имаме влада во Софија која што ќе стане свесна дека Сан Стефанскиот сон е завршен. Не верувам дека е тоа оваа влада, дали е тоа оваа влада или некоја друга? А бројките се такви што оваа влада сигурно ќе има уште еден мандат. Но само да ви кажам еден ексклузивно сега ќе ви кажам еден елемент зошто јас не верувам дека тоа оваа влада, а би сакал да се надевам дека ќе стане во иднина. Секој би сакал да најдеме нормален терен за разговор. Не само ова, и претходната технички влади имаше и така натаму. Го потпишувавме оној договор за изградба на тунелот со Бугарија за конечна изградба на пругата помеѓу двете, што ќе ги поврзе нашите две држави. Нели, тунелот беше проблем. Отидовме делегација, јас со господинот Николовски, отидовме делегација во Гюешево, со бугарската страна, беше од таа страна заменичката исто за министерка за надворешни работи, се сретнавме. Министерот Караджов со господин. И ние ги почекавме во Гюешево зашто делегацијата не беше пристигната. И тие пристигнаа со воз. Но знаете со кој воз пристигнаа? Пристигнаа со возот на цар Борис, неколку вагони. Тој воз инаку се чува во депото во Софија и служи за, како плавиот воз на Тито, служи за издавање на свадби, на организација на веселби.
Тие дојдоа со тој воз. Тој воз го донесоа, како што ни објаснија понатаму, тој воз го одвезле, бидејќи патува со 20-30 км на час, тоа не може да патува брзо, да се патува брзо со тој воз, има таква локомотива. И тој воз прво го донеле до Кюстендил, па дошле до Кюстендил со автомобилите, се качиле во возот и дошле до горе. Кога стигна, кога фактички ние ги пречекавме на некој начин наместо тие нас, но без оглед, настанот помина многу во свечена атмосфера, подпишување и така натаму пријателско, но кога стигнаа со тој воз, ние направија и тура низ возот, да го видиме. Дека е овој воз 37 година, значи во времето на Хитлер, во Германија донесен во Бугарија, дали е подарок од цар Борис или е купен, не можам да со сигурност да тврдам. Дали е подарок од Хитлер? од Хитлер или е купен. Или е купен, тоа треба да се провери нели во архивите. Ни направија тура низ возот, еве овде бил цар Борис во ова купе, овде неговата сопруга била во ова купе, тука било салон за ручавање и така натаму. Ни направија тура низ возот. Јас се искористив приликата да го прашам на за некои други началник на тој воз што сега се користи, бидејќи еден постар човек што работи во бугарските железници, и го прашав: добро, што мислите, зошто овој воз не стигнал до Скопје? Зошто оваа пруга не била продолжена до Скопје? И тој ми одговори, вели: знаете, во тоа време буџетот, веројатно воен буџет и така натаму, не можело, инаку желбата била на Бугарија да изгради пругата до Скопје. И бидејќи на крајот на криштата, ако се сеќавате, цар Борис отвори во Скопје универзитет. И изградена зграда на универзитетот во Скопје. По неговото доаѓање тој ја промовираше во Скопје. И велам не. Јас му велам не, господине, викам, вие сте во грешка. Причината е отпорот во Македонија и партизанското движење, затоа што таа пруга веднаш ќе била крената во воздух доколку била изградена. Сакам да кажам дека и со таков тип на символики и потези, другата страна само покажува дека не е отстапила од Сан-Стефанскиот сон. И тоа е она на што ние постојано посочуваме. Дека сакаме да имаме искрена волја од другата страна за пријателство, а не на остварување на некакви соништа од Сан-Стефанскиот свет. И тоа не се прави на таков начин. Значи, форсирање на таква символика е покажување на сила и силеџиство. Вие, ако сакате да бидете навистина искрени, да, ние ќе изградиме таа пруга, ама не со идеја дека тоа ќе биде символ на поврзувањето меѓу двете земји, дека еден народ живее во двете земји. Туку да се почитуваме едни со други. И тоа е она зашто ние постојано говориме и во Брисел. Сакаме да видиме навистина подадена рака. Тука е и Омо Илинден Пирин. Замислите, јас зборувавме претходно за како се однесувала претходната наша влада. Јас во Софија, кога станав заменик министер за надворешни работи, посетувам амбасадите и така натаму, разговарам со нашите во амбасадите, велам дали се среќавате со нашите од Омо Илинден Пирин. Ама знаете, тоа бидејќи не можеме да се мешаме во внатрешни работи на Бугарија и така натаму. Ние имавме малтене изречна забрана да се среќаваме со представниците на Омо Илинден Пирин. За среќа таму имаме многу добар културен центар во Софија, господинот Пејковски го води, за промоција на македонската култура, јазик и така натаму, уметности. И многу често доаѓаат и луѓе кои што се членови на Омо Илинден Пирин да ги следат тие манифестации. Така што таа комуникација мислам дека се одвива редовно. Од бугарската страна постојано се користи оној амандман што го усвоивме после Преспанскиот договор, членот 49, дека ние не треба да се мешаме, но нашиот став е следен. На крајот на криштата, голем дел од тие луѓе имаат и македонско државјанство. Така е, бидејќи во Преспанскиот стои за луѓе што не се државјани на Македонија. Но нема држава во светот со луѓето кои што се припадници, кои што сметаат дека се припадници на тој народ, не комуницира. И не комуницираат со сопствените власти во матичната држава. И тие причини ние не само што имаме право, туку имаме и обврска да се бориме, односно се разбира низ европските институции, низ Европскиот суд за човекови права, да се бориме за фактички регистрација на нивните здруженија. За крај, да сумирам, во суштина земја која што има сериозен проблем, судски пресуди против
за непочитување на човекови права, нас ни дели лекции за човекови права. Второ, земја која што става вето на санкции кон Русија, не спречува нас што имаме 100% усогласеност на надворешната политика со политиката на Европската Унија и ни држи лекции се оваа земја која што блокира санкции кон Русија. Работата е парадоксална, не помага тоа што за амбиентот дома и расположението кон ЕУ, тоа што Украина и Молдавија, кои што имаат региони, Украина многу поголем дел, Молдавија помал, Транснистрија, како се викаше, да. Немаат контрола врз Приднестровле. Да, немаат контрола врз суверенитетот на сопствените граници, односно повреден е суверенитетот, немаат контрола на територија во својата држава. Отвараат кластери, започнуваат преговори со Европската Вие имате Унија. преседани за тоа. Кипар стана дел од Европската Унија. Како поделен, и денес е таков. Е дел окупиран, но Што да очекуваме наредниве што да кажам, да, години? фокусот на Европската Унија нормално е таму, затоа што заканата смета дека заканата, нели Европа смета дека заканата доаѓа од Русија и логично е да биде фокусот и врз Украина и Молдавија, но јас сакам една работа да им кажам на овие душегрижници што велат постојано дека Украина и Молдавија ќе станат членки, а ние не. Да, Украина и Молдавија немаат проблем со земја членка на Европската Унија. Значи, туку имаат проблем со Русија. Значи, доколку ние имавме проблем со Русија, веројатно ние до сега ќе бевме веќе членка на Европската Унија. Сега, во контекст на тоа што се очекува, затоа што има еден паралелен процес што сака сега Европската Унија да го води во контекст на проширувањето со земите кандидати, она што во тиват господинот Макрон и Мерц го кажа, дека тоа се разбира дека ние поздравуваме секаков обид од страна на Европската Унија за да се засили, за да се забрза тој процес за проширување и се надеваме дека во тој паралелен процес кој што треба овие земји пред се да ги направи на некој начин да ги интегрира во европскиот пазар, а дури потоа да им ги даде тие политички права. Веќе гледаме дека и за Црна Гора договорот што се пишува, да. Пристапниот договор што се пишува дека ќе има сигурно клаузули за одлагање на правото на вето, гласање и така натаму. Да, така што тоа е јасно дека кон Западен Балкан ќе има таков тип на аранжмани, но ние сакаме да бидеме уверени и верувам дека и оптимизмот на господинот Мицкоски кога беше на средбата и со Макрон и со Мерц и е во таа насока дека Европа ќе се движи кон ограничување на правото на вето и на земите членки за проширување во однос на отварање-затварање на кластери. Бидејќи вам за затварање на кластерите, за влегување во европскиот пазар, отприлика ќе треба да се затворат некои 5 кластери, не сите, но и за тоа е потребно гласање од земите членки на Европската Унија. Идејата е Европа да пронајде механизам без да ги менува европските договори, а да ги ограничи земите членки да го спречат процесот на проширување по ваков тип на билатерални идентитетски прашања кои навистина засегаат во историјата и идентитетот на некои народи. И ако тоа Европа, ако добиеме уверување во тој контекст, тогаш да, за нас секогаш остануваат уставните измени како правило. И ние Да, тоа ќе остане. И ние тоа ќе остане. И ние тоа ќе го направиме доколку навистина добиеме такви уверувања, затоа што инаку тоа ќе е пат без крај. Полноправното членство во Европската Унија со право на вето за овие земји барем на еден подолг рок ќе остане недостижно. И дали тоа ќе бидат 5, 10, 15, ја сега со Марта 15 беше со Марта Кост разговарав, велам вашата изјава беше 15 години. Па тоа беше вели една од изјавите, меѓутоа може да трае и подолго тоа. Ние не сакаме да се случи земја утре повторно како Унгарија која што ќе ги спречува нашите одлуки во однос на надворешната и безбедносната ако постои политика. минимум самокритика, дека навистина сериозно би поработили и на случајот да го спречат внатрешното вето сега во моментот во однос на проширувањето. Мислам внатрешното вето, европското вето од Бугарија во однос на Македонија. Нели како вика старата? Кај што има волја, има и начин. Се чини дека волјата ја разбудивте и геополитичкиот контекст, меѓутоа и вашата работа како влада ја изложи македонската позиција, сега останува да се најде начинот. Посакувам успех и дај Боже да се случи тоа час поскоро. Па, мора да бидеме оптимисти.
Премиерот вели дека ова ќе биде маратон. И многумина на тоа му ставаат забелешки во контекст дека значи вие сакате да чекате со децении, сакате да трчате долги маратони, не а не да станеме членки и така натаму, но јас велам, треба да сте подготвени да трчате маратон, за да може да завршите во спринт. Треба да сте подготвени да чекате децении, за да може да завршите за некоја година. Ако не сте подготвени да трчате маратон и ако не сте подготвени да чекате децении, тогаш ќе ве скршат на првата патека од 100 метри и вие во спринтот едноставно ќе заглавите и нема да стигнете, ќе паднете пред целта. Како што се случило и во минатото како и што во се случувало Македонија. многу. И затоа велам, нас ни е едно од најважните прашања да обезбедиме елементарен национален консензус. Многу е тешко со оваа позиција да се направи тоа. Скоро невозможно. Меѓутоа, ако ништо друго, таа треба да биде поразена на уште едни избори што подраматично и што посуштински, да биде поразена не опозицијата како демократски, нели, амбиент. Ова гарнитура која што звучи гарнитура многу добро соседски во наводници, која што за жал може да се замени со владата во Софија и да биде многу подобра влада во Софија отколку во Македонија. Зоран Димитровски, заменик министар за надворешни работи и надворешна трговија, ми беше чест и задоволство. Благодарам на добриот разговор и се гледаме во следна прилика. Се надевам со некои добри вести. Ви благодарам и вас. Пријатно. Фала ви и вам што останавте со нас до самиот крај. Следна средба, четврток по 22:30, до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.